Удобно е, има многу простор. А на што вози? BZ4X е првото целосно електрично возило од подбрендот на Toyota, Beyond Zero. Ајде надвор да го видиме. И чекај, ова можам и во град и на планина, секако. BZ4X е автентично теренско возило, достапно е со нов систем за погон на сите тркала, со теренски можности од светска класа. И добро, колку можам да возам со едно полнење? Може од тука до Белград со едно полнење. Може да помине повеќе од 450 км. Батеријата е со водечки квалитет и издржливост и е со капацитет од 77,4 kWh. Джоро, абе види, ти знаеш спортска, ама Знам бе спортска, дай ми го листчето. не беше тоа. Ајде. Кес, двојка, Ама не, кес плюс, 2 плюс, 2 на 1, 1 на 2. ама не Ова не е спортска? оценките се од нукот, не знам кај да го запишам, па те прашувам тоа за совет, го бива бар за спортска, од тоа пари има? Добро дојдовте, дечки! Нова епизода од 14-та сезона 1 на 1. Започнуваме многу јако, бидејќи не ми се верува, само што ми кажаа дека имаме јавување лично од Миле Додик. Миле Додик, господин Додик, вклучени сте? Желем, добро вечер свим гледалцima. Ovo što se Dobro večer. Makedonija, širom Makedonije. Vključeni ste. Srpske, izbanje luke, dođe kiša. Pa ja kažem, Jarare, šta ste mislili? Pa šta ne možete tako ponašati? Pa šta ne Zašto? Šta ne se uključiti? Pa ne možete uključiti, da ne uključiti ti mene. Ko će kako uključiti? Господин Додик, не ја разбирам. Tako? Се разумијам? Не разбирам. Kako? Ne možeš uključiti, možeš ti mene uključiti, možeš ja tebe uključiti. Ko će uključiti koga? Hajde uključiti jedna druga, pa ćemo vidjeti ko će uključiti. Чекај, господине Додик, полека, нешто не сте во ред, како да не сте вие нешто. Господине Додик, вие сте, добри сте или? Kako nisam, normalno nisam. Pa naravno da nisam, to sam ja, Žare, tvoj drug Zoki, Zoran iz Beograda, pozdrav svim gledalcima tvog show programa, pozdrav Skoplje, pozdrav Makedonija. Evo, hteo sam samo da vam se javim odavde, da kažem da je u Beogradu kiša, nadam se da je u Skoplju lepo vreme, da se izvinim publici koja je planirala dođe na moju neverovatnu priredbu priče i pesme u decembru. Iz opravdanih razloga smo to morali da otkažemo, kad kažem opravdanih razloga, mislim naravno finale svetskog prvenstva, poklopilo se. I da najavim da ćemo u februaru se verovatno družiti u Skoplju sa mojom priredbom priče i pesme. Pozdrav gledalcima najboljeg show programa i vidimo se. Ćao, Žare, care, pozdrav iz Beograda. Чао, Зоки, ти благодарам што се јави. Значи да, ова е голема најава. Во февруари нашиот пријател Зоран Кесич доаѓа, ама до тогаш ќе има многу информации. Не само во емисија, ќе дојде и со неговото шоу, ќе имате можност да го гледате за прв пат Зоран Кесич во живо. Пред да продолжиме малку време за нашите партнери. Кога заладува ви го препорачуваме зимскиот чај од Good Nature, уникатна комбинација на билки со пријатен мирис и хармоничен вкус, што смирува и релаксира, исполнува со топлина и ви овозможува комплетно уживање во ладните зимски денови. Тоа е зимскиот чај од Good Nature. А мирисот на топол леп е мирис на дома. Искусните знаат дека за добар леп најважно е брашното. За мене нема подобар избор од моето брашно од Кадино број 1 во кујната. И останете кул кога работите се вжештуваат на теренот. Што ви треба за совршено искуство од светско првенство? Друштво, многу закуски и фрижидер од горење. И пред да продолжиме, мене ми се потребни неколку клика. Веќе ќе имам нарачано храна за целата екипа. Најдобри се со најбрза достава, најљубезни доставувачи плюс се македонски бренд. Светското првенство е топ тема, па решивме да поразговараме нормално за фудбал. Мора да сме релевантни, па затоа на линија го имаме експертот за фудбал. Само малку грешка има, луѓе. Точно е. Океј.
Добро, како што вели сценариото, вика експертот за фудбал Никола Груевски. Ало, господине Груевски, како сте, гледате ли светско, господине Груевски? Тоа не, светско тоа не фатам многу сега. Пошто Унгарија загуби, па нема зашо не и да фатам. А и баш тоа имам некои обврски. Аха. Треба некој Facebook статус да пишувам. И поради тоа немам многу време да се занимавам со такви ствари. Ама чекајте, Facebook статус е, мислам, минута време работа, господине Груевски, шо па толку брзање? Шо? Абе, добро, може би твоите статуси жаре се по една минута, а моите статуси се сат и по, така да има тука пишување. Шо да ти речем? Ајде, одам ја, ме чека пишување. Поздрав. Ајде тогаш, добро. Ајде да видиме барем. Ајде режијар да звониме, мислам, мора за фудбал да правиме муве, луѓе. Ми кажуваат, имаме во ред, еве, ми излегува тука информација, Зоран Заев, дали тој може би гледал, господине Заев, дали гледате светско во фудбал, се слушаме ли, се гледаме ли? Се слушаме и се гледаме, шо? Светското првенство што е фудбал, не го гледаме. Бидејќи, како што кажа, потенцијално бугарскиот борец за права, светот е поле за културен надпревар, а не е за фудбалски. Нели е така? Океј, не гледате ни вие. Поздрав тогаш и за вас. Чао. Чао, ако не гледате фудбал, добро да се јавиме на некој друг човек, само малку немаме веќе и опции. Имаме, кој? Вучич. Океј, ми кажуваат дека на линија веќе подготвен председателот Александар Вучич се јавува од Србија. Александар Вучич? Здраво? Добар дан. Здраво. Се јавуваме од Македонија и сакам да Ма каква Македонија бе? Ти изгаси. Изгледа често го бараат од Македонија. Изгледа му е преку глава дојдено, а? Шо мислеше? Ќе му бараме струја. Не ми текна тоа. Океј, ајде да го бараме Гоче, луѓе. Мислам, треба за фудбал да збориме, јавете се брзо. Видиш, гледаш, одма го најдоа. Гранде Пандев, Горан Пандев, Фил Феномено. Горан, тука ли си, се слушаме ли? Горан? Да, жаре, еве сум, нели, тука и веднаш ти речем, не гледам, не пратам ова светското, нели, првенство. Мислам, откако сум пензиониран веќе подолг период, сега веќе одмарам, нели, и не сакам да ме тука за светско првенство нешто прашувате, така што сакам да одмарам и така што поздрав и тоа е тоа. Па кога никој не сака да зборува за фудбал, останува само еден човек, секогаш е подготвен да размени збор 2 за најважната споредна работа на светот. Дами и господа, легендата на македонската јавна сцена, Велибор Џаровски, Џаро! Кај си, Џаро? Многу ми е мило што така. Џаро, ти тврдиш дека ждревот за светското е наместен. Секоја година. Никогаш не оставаат да биде рандом, така, На случај случајно. малку оставаат за случај. А што сакаат да постигнат? Па да избегнат репрезентации у почеток да испаднат Аха. и да останат за да земат од тебе права многу пари. Значи целта е само што повеќе пари од ТВ права. Све е само тебе права, ништо друго. И кога ќе се паднат во финале некои си добри, и тоа не е случајно горе-долу. Не, тогаш со суди прават источни суди праќаат. Дали маѓар ке пратат, дали бугарин, дали грк. Тие се полесни за За кеш. за кешче, а? Да, Им лепи повеќе раката. А ти си местел ждрепка? сум местел. Каде? Таму кај што треба. Купови? Купови, да. Да, кога беше директор на Слога, за тогаш зборуваме. Слога ја го магнат во купови. Не, чекай ти кажам. Ајде. Тоа беше 96-та година, Така? година дена после Олуја, после војната. Така? У Женева жебање и сега сите југословенски клубови. Од Слога ја го магнат, представници сме ја и Рафет Муминовиќ, као газда он на клубот, Председател. ја директор, да. Од Звезда Џаја и Владимир Цетковиќ, од Динамо Чиро Блажевиќ, Так. од босанците нови, они не беа уште примени у УЕФА, од Војводина Пантелич, Так. голман, од сите, значи.
Значи многу балкански клубови. Сите бивши југословенски и дури и бугари и грци. А тензична атмосфера. Тензична у ФИФА има и југословен кој се вика Душан Маравиć Добро. и не прима нас таму. У една мала собица, Аха. кај се има шведски стол, се наоѓа УФА Медија, Брато Вујичиć покојни сега го држи и потпишува уговор сите за снимање. И вика За тебе правата. за тебе правата. И сега, како нас ни е многу важно да ни падне противник од запад, затоа Што не е меѓу Балкан. така е. Така, да не изигра Дали Црвена звезда со Динамо случајно. Не тоа. Туку? Него, сега ќе ти објаснам. Скалата на тебе правата е ваква. Највише пари се добија ако играш со немачки клуб. После немачки клуб доаѓа Шпанија, па Енглеска, па Франција, па Италија. И сите сакаат такви. Сите сакаат такви. Што ќе ми да ми падне Слован Братислава? Или Хонвед, као нашто ни падне. Или падна Хонвед, гужва таму, беше и Хунгари Ринг, она Формула 1. Формула 1, али не сместија, и идеме на вечера, сега не водат, на вечера у еден ексклузивен ресторан. Добро, нормално. Свира, све не дочекуваат најдобро, jer тако беше протоколот. Они не дочекуваат нас, ние нив овде. Така. Негде околу 11:30 сат се ствара од некаква мукла тишина. Добро. И иде еден господин у бела коса и не представува ова е студијата, вика Боне од Белгија. Добро. Он ќе се уди во такмицата. А по него иде еден постар човек и Рафет ми вика, што е ова председател на Маđarска ли е? Не, викам, ова е више од председател на Маđarска. Кој е тој? Ференц Пушкаш. Легендата. Да, она што се Роналдо и Меси. Така е, Сега он легенда фудбалска. У тоа време е он. И ја му викам, Рафете, како ние можеме се Пушкаш доаѓа со него овде да добиеме? Важно е да не изгубиме од една разлика од овде, викам. Аха. Лесна работа. Пари нема големи од тебе права, меѓутоа, барем еден-два играча да можеме да продаеме да видат, иначе што ќе изгубиме, ќе испаднеме секако. Барем еден двајца да се продат. И така беше. А чекај, кажи, Ждрепка, како се местиш Ждрепка? Ево сега ќе Како ти се мести? објаснам. Само тројца луѓе има. Добро. Од кои едниот е наш, другиот е рус, Добро. кој ги влече, а другите седат у први, други, трети ред, Така. или на шведски стол. Сега вака се мести. Ако има 8 клуба, Добро. 4 лопцици за пинг-понг се греат, топли се, 4 ладни. И Ајде. мора да падне топла со топла и ладна со ладна, а не топла и ладна. Не сме. Не сме никако. Значи тој што влече знае. Па знае, он Русо знае, така, како не така, знае, он е така. подпредседател на ФИФА. И вака влече. Вака е едно... Ја фаќа? Не, никој не гледа ништо, он само раката. Да. 10-15 минута и после или се радуват или кукаат. Ја гледав еден документарец за FIFA, тие многу расипани биле за Па вакви работи. После тоа нив ги сменија сите, од Така кој е. дадо на Катар првенството. Сите. Сите, Со се се- се Блатер, со се Блатер цел комитет. Добро е што не отидо во затвор, беше прашање да иде. Ама ниеден не отиде. Не да. отиде и стана Инфантини председател италијан. Джани, да. А заменик му стана Бобан, Звоне Бобан. Звониме Мој добар Бобан од пријател. Хрватска. Да. А требаше да биде Мишел Платини, ама го изигра. Го изигра. Во 90-та минута го изигра. У продолжеток, не 90. Нели? У продолжеток го изигра. Джаро, а кажи ми вака уште една работа. Кога се мести надпревар, се бара услуга од фудбалер. Дали како, еве пример, директор на Слога кога си, дали доаѓа фудбалер тебе да ти бара услуга? Ми бара, да. И што може да побара фудбалер пример од тебе? Па Свашта. запосление за една фирма, за жена му, и будучата жена. Чекај. Фудбалер на Слога или не? Не. Од кој тим се сеќаваш? Се сеќам Од кај беше? Од скотски тим. Добро, и што доаѓа и вика игра против Слога? Да, треба да се пушти тоа што треба да се пушти. Аха. Која е, викам ја, контрауслугата да се запосли жената? Ја запосливме. Стварно ја запосливте? Ја запосливме. Значи си останати чесен до крај? Не, честен до крај. Туку? Ја запосли подпредседателот на влада, мој добар пријател, велики поздрав за Бузлевски. Ето, Димитар Бузлевски, Бузле. Да. Од Ресе. Па мора и владата да се умеша тука. А како не? Сегде мора да се умеша. Бузле и со помош на
еден жесток бизнисмен од Скопје, Аха. Владко Типе. Па се мора и бизнис и политика, како така? Да. Джаро, ти си познат по предвидување и си специјалист за спортско предвидување, ама еве, ајде сега ќе разни предвидувања имаме за тебе во оваа игра што ја викаме Джаро предвидува. Ајде режија нека вртат работите. Джаро треба да каже, да видиме што. Имам убава слика ти направиле Джаро тука, види, Джаро предвидува. Ајде да видиме, кој е првото прашање? Вика, кој ќе игра во финале на светско? Прво групите треба да видиме, пак од жреба ќе го наместат. Ама ако треба да кажеш барем еден тим што ќе стигне до финале, Или Бразил или Аргентина. еден од нив ќе игра во финале. Да. Одлично, прифатливо. Кога ќе оди Македонија на светско? И дали ќе оди некогаш Македонија на светско? У оваа ситуација никогаш. Вака кој што е? Со Вака квалификациите? Никогаш. Значи треба нешто да се смени во квалификации за да стигнеме. Да. Добро, се прифаќа и тоа. Одиме трето прашање. Джаро предвидува што ќе се случи со Путин. Со Путин, Да. Ова е сериозна работа, чекај. чекај дете. Чекај сега. Има две страшно различити работи. Ајде. Некои викаат се русофили, а ја тоа би го измешал на две страни. Огромна е разлика да си русофил и путинофил. Путинофил. Која Да. е разликата? Разликата е што си или Русија, не бива Европска унија без Русија. Како може без најголемата држава да постои Европска Значи унија? мора соработка да има. Па мора соработка да има. И што сакаш да кажеш? Што ќе биде со Путин? Со Како Пу- ќе заврши целава работа? Со Путин Да. ќе го смена Зеленски, ќе го уѓавува. Тоа предвидуваш? 1.000.000%. Джаро, храбро предвидување. Па да, 100%. Добро, Јер добро. они водат војна сега, види што е со американците сега. Не зборам за американци као народ, свака част. Така, тука како Него држава. зборам као администрација америчка. Они напаѓаат и ислам и православје. На што личи тоа? На може два да- фронта, а? Не може газди да се на светот. И Евроазија ја расипаа. Значи на крај ќе падне договор, сакаш да кажеш. Па без договор ништо не бива. Па и ovo е со договор сега. Све е со договор. А кога сме кај договор, има една интересна ситуација, морам да те прашам. Дали е вистина дека на еден надпревар, се местал надпреварот, нели? Но за да се намести како што треба, морал фудбалер да дојде од свадба и тоа не било која негова лична свадба. Играат у втора лига источна група. Добро? И мора да се да влезе гол да се заде противник гостиочиот тим. Така. Ама центар форот на гостиочиот тим Не го бива. тој ден има свадба. А, добро, добро. Има свадба. И сега никој не може гол да даде. 0-0 е 10 минута при крај. Чека, стигна до 80-та минута 0-0? Не, полувреме. А, полувреме, добро, добро. 35-та негде? Ете, така. И нема гол кој да даде. Со кола идат, пошто е 20 км оддајина, го зимаат, он е напушта свадбата, остава тоа. Негова дело. свадба. Негова И лична невестата свадба, си ја остава, вика, ја ќе остава идам се- на утакмица. И дава гол, и така влагаат у лига. Јас имам нормално кеш, ама ги изгубив, имаше у казино, у Како бе, така бе? па успут идев за Белград и И си имаше викаш ке у застана? Најс хотел. Ето така, така. А во Најс? По Најс имаше Казино имало? Да, мало казино. Ама доволно за да се загубат пари. Да. Мало, но доволно големо да се загуби Па некоја добро, пара. тоа е интересно, напушти свадба да даеш гол, да влезеш у лига. Не, многу е интересно. Чека, кога сме кај свадби, ти имаш организирано, значи, преку 5000 концерти, избори за мис, циркус си работа, што се не. Свадба. Си организирал некогаш свадба? Сега ќе ти кажам. Ајде. Имам пријател мој, колега, Мирослав Гајич, кој сега живи у Белград, Добро. работи со пејачите со кои сум работел ја, помага, ама он е оженет човек со наша пријателка и има дете. Добро. Меѓутоа, на разни начини губи пари и троши непотребно. И сега вика, брате, како да доđemo до пара? Пусти ме ја да размислим 3-4 дана. Идеја бара од тебе. Да, идеја бара. И ја имам за едно 15 дена турнеја низ Србија, низ Косово и низ Македонија со Тереза Кесовија.
Тоа ти е веќе организирано. Не, тоа го има, тоа нема веза со Идејава за пари. да. И 3 дена 4 пројдоа и ми вика он, како ćemo doći do love, rekao, napravit ćemo svadbu da se ženiš ti. Pa ja sam oženjen čovjek. Da, pa ti nema da se venčaš, rekao. Pravimo svadbu u Continental ovde, samo za poklone. Koverti, frižideri, šporeti. Лажна свадба за вистински подароци. Pa podaroci, to je redovito, oni bara, to... Па кого викавте за гости таму? Najgolemite biznismeni makedonski i skopski. А што викавте? Мирослав со кого се зима? Pa ženata je fenomenalna. U Skopje работи, odlično izgleda, fino. А, маме? Na pola svadba Добро. dođe žena mu Visnjska, koja mi je prijateljka Milena. И знае за ова или не знае? Koji? Ona? Да. Pa vika, Đaro, ti praviš svadbu mome mužu, ma nije ovo svadba, ovo je samo poklone, ovo ćeš ti da koristiš. Fake news. I ja ali Tereza dođe i prijatelji, gdje ste, pa ona gi pozdravlja gostice. Neka mladenci žive u miru, u slozi, nikada se ne rastave ona. A brakot ne trajaše ni minut, nemaše venčanje, nešto. Apsolutno. To беше само добра забава. Собравте поклони? Много поклони, много. Две комбиње трябаше. Браво. А ај свадба си организирал, чека да ми текне. Момачка, некому си организирал? На најголемиот бизнисмен у Македонија, ама нема името да го кажам. Аха. Добро, нема ни да погодуваме. Нема тоа, ако кажам еден збор, сите ќе знаат. Сите ќе знаат, толку е познат, значи. Многу е, најпознат. Најпознатиот. Најпознат и мени најдраг. Готово, добро. Ето така. Негова момачка? Негова момачка вече. Ја носам 17 рускиња момачко вече. Еден мој пријател, Страше Кокороманов, кој беше шеф на царина на Деве Бајр, преку своји пријатели од Струга и од Охрид, носи уште 10 женски, значи 27 женски. 27, да. И се прави Мис Топлес. Мис Топлес? Мис Топлес, ужири се двојца членови на владата на Македонија, а родителите и на женската и на момчето, кој вика највише го сакаме, најпопуларен, викаат оваа брука, вика нема ние да и не дојде они. А овој гај што го жене, Истиот тој? Истиот тој. Добро. Младожењата, он вика, јас сам се сад сетио како да доđem до паре. Ама он само тоа мисли? Да. Цело време? И ја гледам, доаѓам, он стои као некаква рецепција, нешто и продава кондоми по 50, по 100 марки. Ајде, и му ги купува? Како нема да ги купуваат? Ја викам, смањи мало, велика е цена. Не, прави гости још нису стигли, вика. После на 120 дигна се продава сите. Беше у Олимписко село. Джаро, јас кога се зимам ќе ми правиш ти момачка, ама не го викај Мирослав да дојде. Зашто Мирослав може да најде друго да може новороденчиња да прода тоа. Се за лова. Се за лова. Да. Ова е добра финта. Ај нека ти текне, ти имаш многу финти за фрканци правено, бидејќи си голем пријател со ветераните на Звезда. Да, најдобри пријател. Која ти е некоја нај покеј финта што си им направил на некој од звездиве ветерански, со кој што дружиш, со кој што си добар? Со Џајич најдобар. Џајич, добро. Што си му направил на Џајич? Ја имам турнеја морска турнеја, 14 морски сум имал, тоа значи од Улцин до Умак и назад. На брод? Брод е, после тоа е дискотека, после тоа, Калипсо се вика бродот. Добро. И они играат крај на август негде, не, почеток на август, кога почне првенство, со Хајдук у Сплит. Добро. Јас местен у хотел Лав таму. И сега они, утакмицата е дневна. Добро. Ама Џајич седи уште у хотел, уште не отишол. Не фаќа авион, се уште? Не фаќа никој, ни овие, ни фудбалерите, ништо. Добро. А мене ми треба Џајич, едно момче од Крагуеваc носнам, талентирано, да го пробаат, кај што директори на школата се Павловиќ покојни и Кривокуќа, да го пуштиме у Звезда да игра. Да се продаде од Звезда? Не да се продаде, да почне да игра и да се школува, да живи у Белград, се нормално. Ама Џајич нема време, треба да си оди. Нема време, а не смее да, они не смеат ни да пијат, ни да јадат од поштовање, Так. док не седне Џајич со нив.
Така, И вика, Джаре, договорит ćemo се, доđi u Beograd, вика, договорит ćemo се, ама мене ми се брза, затоа што на момчето, на татко му се брза, треба да вози Канјон Мораче, Рожај, Митровица, Зубин поток, што ја знам, да стигне до дома. И мене ми текнува тоа лудачкото моето Ѓорче Петровско. Што направи? И иде му една кафана тука до хотел Лав. Добро. И број информации. Будете љубазни, аеродром у Каштело, викам у Сплиту ми даваат. Добро. Број. Зашто ти е бројот? И јас звонам на рецепција. Викам овде е аеродром, авион, бомба у авиону за Београд. Бомбе? Дојава за бомба? Да, бомба. И идам ја пак кај Жајд 7. И си кјути? Не поминаа, ќе там нормално, 10 минута не поминуваат, рецепционерот доаѓа и еден звездин човек вика шефе го вика, касничи авион нешто проверавају 10-15 минута, пола сата и ја пола сат добив и момчето го продававме. Браво! Браво! И па тоа треба ти текне некој Ой, така. треба да ти текнал и храбар треба да си. Ама и храбар треба да си. Џаро, имаш овде една книга, која се уште ја немаме на македонски. Добро, Така? да. Може да ни раскажеш за што се работи? Ова е баш нова книга и вика Џаро, највеći режисер титоизма. Па тоа е проверено 16 години поред, и од струка, и од критика, и од извоđачи. Од прва рака, од Милица Џаровска, знам дека се преведува на македонски и се работи во моментов. Добро. Што се работи во оваа книга? Што има внатре? Овде има ова Големка е, догаѓај од спорт, од 200 естрада. кусур страни. Да. Сега ќе ти кажам само нешто што највише се прича Ајде. после промоциите кои ги прават само на ова највише се прича, сега ќе ти кажам. Покажи, ова е Весли Кларк. Ајде, Весли Човекот- Кларк, така. Човекот кој командуваше со бомбардирањето на Југославија 99 година. А тогаш, ако и некој заборае, или ако мал не може да знае, тогаш НАТО ја нападна Југославија, Така? која имаше 19 милиона луѓе, а Србија имаше 5-6 хиljadi, да ја уништи Србија, а НАТО становништвото бројаше 900 милиона луѓе. 900 милиона луѓе нападнаа една држава. Јас сум прозападен, ама не каубојски прозападен као ни као. И сега да ти кажам за ова што За се Весли дека. Кларк. За Весли Кларк. Што највише се збори. Има Национален совет за безбедност на Македонија состанок у владата. Така. Премиер е Љупчо Ѓоргиевски. Така. 99. Да. Седат у кабинетот на Љупчо Ѓоргиевски тогашниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов и Љупчо Ѓоргиевски доаѓа Весли Кларк. И вика, све е у реду, меѓутоа имаме една замерка на вас, на вашите власти. Каква замерка? Вика, тука го криете, вика, доаѓа и се враќа во Београд Желко Рачнатович Аркан. Павле му вика, нормално, као министер, не е тачна информациите ви се погрешни. Како ли ни се погрешни, вика, знаеме, иде у Гевгедија, игра у казино и се враќа, вика, така. Павле пак му вика, не е тачно. После 10 минута, Павле ми се јавува мене, вика, дојди овако, пред влада ја доаѓам, вика, може ли да знаеш, да дознаеш кај Аркан А се? Павле појма нема. Не, Павле знае дека сме добар со Аркан, како Не, ама не знае каде е Аркан. Знае. Знае Павле? Не знае дека не е тука. Добро. Не знае дека... Ја бара од тебе информацијата. Да, и ја му звонам на Аркан, викам, Желко, што радиш? Ево, пием кафу у Југи, у хотел Југославија, пие кафа. И ја му кажувам на Павле, викам, Аркан е у хотел Југославија, пие кафа. У моментов. У моментот, да. После 15 минута, Павле е бистар полицајац, иде у кабинетот на Љупчо и на Весли Кларк му вика, Павле, овај Аркан е у хотел Југославија. хотел Југославија, пие кафа. После 10 минута го викаат пак Павле, Љупчо го вика и Весли Кларк вика, извините, наши информации не се точни. Не е во Гевгели. Вистина е он овако.
Значи ти си подобар од било која обавештајна служба. Не, ама добро, што ме пита глупости. Прво, ја би го крил и дома, затоа што сме пријатели 100 години. Така. А друга работа. Они сега, гледам, таму гужви прават, пари, кој ќе биде политички, иначе што е моја прогноза, Добро. нема да има нити избори, нити референдум. Ќе има 2/3 ќе се најдат за уставот промена. Значи, Тоа е ти- моја процена, ево ја сега, тоа го прогнозирам, Тоа е прогнозата. тоа е мојата прогноза. Значи ќе се договорат и сложно ќе го сменат уставот. Не знам кој е важно, ќе има 2/3. Така. Тоа милиарда на 100. Така, нит референдум, нит бутер. Сега, успут може да турат уставот уште една држава, да кажеме Хрватска може. Аха. Таму играше Гоце Седловски, имаме нашите. Адеми, еден клуб. Да. Така. Еве уште едно Джаро предвидува гратис ви беше ова. 3 предвидување, ова е четврто Ова е гратис. четврто, значи ни референдум, ни избори, Ето нема, така. туку ќе има 2/3. Джаро, Муабетов го спомна Павле кај Васко Ефтов, те викал Васко во емисија? Ја би ишол кај Васко Ефтов во емисија, Аха. само уживо. Само уживо, а? Само уживо. Нема вака снимено, не. Не. Само уживо, без проблем. Кога сака Васко, велики поздрав. Поздрав Васко. Кога сака, Да знаеш. кога сака. Али само уживо. Джаро, ти испраќаме со најдоброто од Македонија, бидејќи ти си најдоброто од Македонија. Good nature, чевите се тоа, и имаш тука еден пакет производи од Зегин. Ми беше многу драго што се гледаме повторно. Ја викам само Ајде. живео Зегин и друг Цито. Живео Зегин и друг ти. Морам за Зегин, морам за Зегин да кажам. Кажи. Морам, извини, Трнич. Слободно. Зегин нема да се наљути. Ова е вистинска работа. Добро. Покойник Хема Монтено, мене ми збори кај Вршац у кафана. Така. Джаро, ми смо одрасли људи, ја ти узима за ону ствар нешто. Ја рекол, оперисан сам, не смем Виагру. Не смем то. И он ми вади вакава джеп, Аха. едно жуто кутичке и пишува Циалис на него. Аха, Цијалис. Каже, по пола 40 минута, 1 сат пре утакмице, али обавезна консултација sa кардиологом и sa неврологом. Аха. И? И сега ја идам кај покойник Четреганов Добро. и он ми уште од врата ми вика, абе магаре, пак ли доаѓаш некого уместо Идризово да го испратиме у Бардовски? Вика, сега не можам, зашто сум у приватна клиника, во невромедика. Аха. И сега ја му викам на За Зегин. друго доаѓам, му викаш ти. Не, идам ја кај кардиолог, жена една кардиолог, у 8 септември Ирена кардиологија, велики поздрав госпожа Ирена, у Немачка се. Аха. Вика, немојте да претерувате, вика. Немојте да претерувате, може да биде лоше. Ама Зегин пак ми дал. И ја давам на некои пријатели, некои погаѓаат погодок, некој не. Некој дава гол, некој не. Некој дава, некој статива и така. Так. И јас ја му викам на Зегин. А малку има, 6-7 таблети имало. Добро. Му викам, Зегин, ти зимаш ли бе? Ја кога зимам на шофером му се дига, вика. Жив и здраво да си, Джаро, да го испратиме, Джаро. Се најдобро. Живео Зегин и друг Тито. И ти да си жив и здрав, да се видиме пак. Пак да се видиме. И ја чекаме на македонски. Джаро, највеќе режисер Тито избор. Ја чекаме. Хвала ти многу. Тебе хвала. – 1909 година, петок, 23 јули, пазарен ден во Скопје. Тој ден првата електрична светилка светнува во Скопје истата ноќ. Под бледата светлина на светилката, за прв пат во историјата на градот е видена ова е чај. Ова е чај. Браво. А што правиме муавет? Што зборевме? Блокмакс Рапид. Ефикасен при главоболка, заболка, болки во грбот, мускулни болки и ревматски болки. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Од многу обврски немам време ни за децата.
но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Со клик ни јади, највкусните јадења ви се секогаш на дофат. Лесно е. Во вистински момент ми излеговте во пресрет. И многу брзо, не очекував дека ќе дојдат. Доаѓаме кога и каде, вам ви одговара. Со колегите многу сериозно си ја сваќаме работата. Ама тоа не е се. МКШ има еден куп други поволности, како програма за препорачен пријател и програма за лојалност. И дури и тоа не е се. Земи кредит до 31 декември и можеш да освоиш супер новогодишни награди. М1, М-брзи, М-најдобри, М-кеш. Брато бе, дедо, кај отиде? Дедо! Ова есен, ти ќе бидеш тој. Ќе му покажеш на светот дека постоиш. Крени го пехарот. Ќе пееме заедно. Ќе победиме заедно. Hisense. Формулацијата Beauty колаген на Фарма Витал содржи високо квалитетен хидролизиран колаген со луѓел, како и витамин С, хијалуронска киселина, боровинка екстракт и дополнителни витамини и минерали. Изгледе совршено. Чекориме брзо, чекориме во непознато. Потезите денес и одлуките сега ни ја прават иднината утре. За успешен план мора да внимаваме на се, но ништо не е остварливо без љубов, а љубовта почнува во домот. Преку уникатниот Golden Art систем, 17 години ги градиме вашите домови од соништата. Со внимание на секој детал, создаваме дом за многу идни генерации. Golden Art. Дом, не само стан. Новогодишна промоција во ординација доктор Анчевски. 20% попуст на сите филери. Обликувајте ги усните, коригирајте го носот, пополнете ги волкниците и избришете ги подочниците. Освежете го лицето, вратот и рацете по празнични цени. Искористете го периодот пред празниците и направете третман кој ќе ви го врати свежиот и младешки изглед на здрава, затегната и еластична кожа. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? Одлично додавање, но судијата го прекина мечот. Што е неговата одлука? Време е за освежување. Уживајте во првенството со најкул фрижидерите на горење. Горење. Макс Рапид. Ефикасен при главоболка, заболка, болки во грбот, мускулни болки и ревматски болки. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. И продолжуваме со
првата мис Македонија и уште од 1996, но не само тоа, таа е дел од тимот водители на Здраво Македонијо. Тука е Вера Мештеровиќ. Касниш, бебе, касниш нешто. Чекај се, како те правим? Ајде, оп. Масата не е прилагодена за Вера, друг пат вакви работи не. Видиш, нема место каде. Како си? Па и ова малку одлично сум, еве. Немој така сега, масата не ти чини тоа, не ти чини водителот, ке речеш не е добар. Не. Бендот не е добар. Добра си? Одлично сум, супер. Прва мис Македонија, тоа сигурно ти навраќа спомени кога ќе спомнеме 96-та, човече. Одамна. Вау, како е да си прва мисица? Прва? Прва? Од прва нема попрва? Да. Па Македонија нели како што стана самостојна, јас бев прва која што ја представуваше на тој светски избор, кој што е еден од најстарите избори во светот. Прва е мис на светот, а потоа доаѓа мис Юниверс кој што всушност е од Америка, овој не е европски. И е така еден концепт во смисол не само изглед убавина, туку убавина со цел. Мир во светот и сето Па тоа. добро, да, мир во светот. Па сега нормално што. А кој не сака па мир во светот? Чека, кај се одржа 96 на тој мис? Во Индија. Во Индија? Во Индија, да. И на Сейшелските острови беше едно интересно искуство, тогаш имав 17 години. Чекај, јас за Индија да те прашам 96-та, Индија, не знам дали е баш жени во бикини. А? Имавте проблеми со такви работи? Имаше, да. Да? Имаше, не беа да. срекни? Леле. Ич не беа срекни. Навистина многу и протестира, не ги запалија Дури автобусите, да, не чува. Палење автобуси. Да. Тоа е да се исплаши човек. Па да, меѓутоа 17 години си имала само. Да, само 17, меѓутоа бидејќи претходно со фолклорот доста патував, така да имав искуство и некако не ми беше тешко да се снајдам, искрено да ти кажам. Играурна? Да, играурна. И не ми беше тешко да се снајдам. Како и секој пат заминав сама, секој пат нели ни фали да имаме некој тим, и ако другите земи сите имаа по некој кој што знаеш беше таму со нив од стилисти, фризери, Ти имаш шминкери. твојата ташничка. Јас ја имав себе си мојата ташничка. Супер. А меѓутоа тоа не значи дека нема да бидеш нели приметен, но навистина е една сериозна организација која што тогаш ми остави што се вели онака впечаток, бидејќи од самото мое тргнување уште од самото качување во авион, секој знаеше дека сум учесник и дел од таа манифестација. Значи стюардесите, сите на да, и Кој тоа е мислиш дека им страшно. кажува? Нели? На Не си кажеш Сейшели- од кај знаеш ти? Да, на Сейшели кога одевме дури авионите и се беше обележано со Miss World и така, Ти да меѓутоа не носеше круна и она тука мис Македонија. Не, па за тоа Ти си викаш беше како, чудно, знаеш, вие сте ке на мис, дојдете во- од кај знаеш? Вие патувате за една, кога ќе дојдете така ти кажувате се дека ќе ова скрие на камера или така нешто, меѓутоа да, убаво е, меѓутоа она што беше условно кажано разочарувачки, Добро. или се одиш гламур, тоа се и потоа нели завршува тој гламурот и се чувствуваш како пепелашка. Бидејќи веќе нема Ама нема ништо. филмот има крај, секоја песна има така, крај. да. Да. Меѓутоа убаво, со убави жени да се дружиш, да видиш различни култури, всушност да видиш дека навистина женската убавина ја има на најразлични начини, ја доживуваат во одредени држави, можеби Да. за одредени нели научени сме на 60 90 60. Мислам 90 60 Нешто 90, типично. да, нешто типично, меѓутоа гледаш дека во африканските земји на пример сакаат поразлична убавина и ти им била најубава некако што испред што според наш вкус Секакви европски култури. така да Не да можеби сакаш рекла 60, дека 90, Кајова 60, мислили, го меѓутоа тука секој пат нели велиме и за вкусовите не се разговара исто како некој што сака да јаде луто, некој кисело, некој солено, Ти благо какво и така. сакаш да јадеш? Јас повеќе сакам солена храна. Да, луто не Сакам луто, не она да А готвиш, готвиш? Готвам. Да? Да. Ако треба некога да импресионираш, а ти доаѓа дома, што ти е онака како некое јадење специјално за такво Традиционални нешто? јадења сакам да Да? готвам, да. Како што, гравчиња? Па да, му сака, син ми сака или копани сори, со супа домашна, супите ми се онака по... Значи, по- домашно јадење? Да, домашно јадење. Одлично, Знам и одлично. од она модерно нешто, нели сега што е така, и риба сакам да сготвам, меѓутоа
Ете, она што децата нешто повеќе го сакаат. Кирка ми, например, па бомбици таа па сака малку и благо, или па макаруни, и така. Сигурно ги правиш поздрави. Да. Мора како мајка да се трудиш без шеќер, свака така. Еве, син ми да го праша да ги вика, мајка ми никогаш не јаде чипс. Она не знае да купи чипс. Кирка ми често пати знае да каже, добре, мамо, ти знаеш да купиш нормална храна како зајак си, само салати купуваш. Моркови, а? Па сега, да, види, така да, треба да се внимава. Ај за тоа, дај сега да се вратиме на ова што рековме на почеток, водителското искуство. Така. Од каде доаѓа тоа, некако ненајдено или не беше планирано, се долго време се подготвуваш или? Не се подготвував од после некако во ход што се вели. Јас на телевизија или на екраните сум дел од јавниот живот одамна. Прв пат се појавив на телевизија со своји 7 години преку балетот. Што беше првото, се сеќаш? Ја прво се појавив на Здраво генијалци и само мавтав. Во Дореми и на само. Златно славече. Тогаш бидејќи во Луи Илија Николовски Луи, да завршив Нижа Балецка и таму не ангажира за секое нешто што телевизиско што уште се случуваше. Па да, до Реми и Златно славече на сите тие фестивали учествувавме и на најразлични тогаш детски емисии кои што се правеа. И она кое што тогаш беше и кое што го одбележа тој период беше со Ристо Самарџиев, Три шарени мачки. Ја бев главната мачка. Главната мачка. Добро. Да, и така да тоа беше. Поздрав за Ристо Самарџиев. Може се сеќава. Како да не се сеќава на главната мачка. Ова сегашно како дојде? Кој ти се јави? Кој те побара? Имаш ли... Па, спонтано некако дојде. Повеќе пати сме размислувале за тоа, но ти велам, јас секој пат бев некако од другата страна, еве како и денес кај тебе гостин. И тука сум пливам во тие води, нели, како гостин и навистина од другата страна да бидеш домаќин е многу поразлично. Треба поразлична подготовка. Ми се допаѓа. Океј, значи. Да, океј. Да прашуваш наместо да меѓутоа сакам да кажам сепак тој да го направиш тој трансфер, да кажам, на почетокот ја постојано очекував некој ништо да ме прашува, не јас да прашувам. Што викаш, доаѓа гостинот? И шо? И да. Што ќе ме прашаш? Така што ќе ме прашаш, така да. Сакаш ли што да ти кажам? Да, и различна е подготовката, како се подготвува, нели една емисија, особено кога се работи во живот, тука нема. И особено кога е утринска, вера, ја не знам што бараш будна во ова време. Па сега. Кога стануваш? 3:30, 4? Кога? Не. 5:15. Не е лошо. Тоа значи дека живееш блиску до Канал 5 или што? Па не живеам баш блиску до Канал 5. Тоа значи дека брзо се подготвуваш? Па да. Океј. Обично стануваат и порано. Колеги од твои да ти кажам. Па доволно ми е тоа, немој порано, доволно е. Мислам дека е доволно, Кога си легнуваш за да бидеш наспана? Преку недела и не си легнам баш, би требало да си легнам околу 10 часот, меѓутоа искрено ме паќа така околу 12, бидејќи последна легнувам, дека со децата, нели, се да се подготвиме, нив да ги среднам, да се подготвиме за школа, да проверам дали е се и на крај јас, нели, легнувам. И тоа, меѓутоа добро, за викенд надокнадувам. Веројатно е навика. Не, ти кажи, веројатно навика. И навика за среќа во новата сезона, постојано не сум, да кажам, со колегите те се менуваме како тим и не сум постојано од 6:45, сум и во делот од 9 часот, така да или па сум на линк или со снимање, така да тие денови не станувам во 5, си станувам во 7, бидејќи децата ми се од 8 часот почнуваат на училиште, меѓутоа тие 2 часа навистина многу значат. Се прави неделна програма однапред, пример. И кога ќе се видиш дека си во 9 си правиш онака сама со себе. И тоа е тоа. Како да не? Па значат тие. Како не? 2 часа значи да се наспиеш, па тоа е супер. Бога ми. Пред некои, не знам колку години веќе кажеш, ти беше во Америка на гости и кога на филм те здогледуваат надвор и ти нудат улога во спот. Да, тоа беше така интересна соработка, да. Случајно, да, имаше таму соработници со кои што претходно имав нешто работено на одредени проекти во Србија, така случајно јас си, дека бев таму, сакав да направам некој свој нов материјал, така да од тој некој од обид да направам свој некој материјал на Галија, групата Галија од Србија, од Ниш, им се допадна тој материјал и
Под материјал слики некакви, фотосесија некоја или што? Не, видеозапис. Да, од повеќе локации во Калифорнија, и од Ньюпорт, од Малибу, од Ти се снимаше за Даунтаун. себе? Да, ми треба нови... Како шоурил некако? Да, кои што И требаше тоа им го да. даде на нив? Да. Видиш интересна работа. Ти готова продукција си им дала? Па На да, некој начин. затоа што на некој начин во Калифорнија или во Америка сака да имаш такво портфолио, да те видат како си на камера, како се движиш, каква ти е координацијата, да знаат каде можат и зашто да те вклучат. И не само фотографии, да им дадеш тука и видеозапис, да им дадеш на одредено, например, може и црно-бела, без шминка, со шминка, малце и гламурозна или во движење во природа. Ова сериозни подготовки се па? Да, Ти дојде да го снимиш сето тоа? Знаеш како, таму е интересно што многу често и соработуваат оние кои што се сакаат да станат фотографи или режисери, се спојуваат, да речеме, некој кој што му треба мене материјал, а он сака да вежба. Пример, и тука се наоѓа Јас ќе заедно, креирам визуелно, ти ќе си добиеш производ, ти ќе си го добиеш производ, он си се пробал, а нема другаче како да снима. Со снима. кој снимаше? Како беше? Кој го Јас правеше со Студио тоа? Даг. Да. Добра, ама од претходно Од Србија снимаше. продукција беше, Од Србија продукција. Е па добро, супер. Сега како ми спомнуваш странство едно друго, имало некогаш Супер опција беше тоа, да навистина помина многу убаво. Во Србија, Спотот? да, и во Србија доста многу го промовира, затоа си добив и златна марка. Ете така. Си имала опција да живееш во странство? Као баш да се оцелиш онака? Да, сум имала, меѓутоа што знам некако. Зашто било? Мислам, поврзано со нешто колеж, молеж или? Да. Каде требало Па да биде? тогаш баш пак ќе се навратиме на мисла, таму навистина бев забележана и по тоа самата продукција од Лондон ми пратија стипендија да бидам таму дел од World Modern Film Corporation, една така поголемите универзитети кои што од каде што излегуваат Кетрин Зета-Џонс, Хју Грант и сите големи звезди кои што ги прават. Јас тогаш бев 4-та година во Корчагин. Добро. И тогаш не беше како сега, да речеме, со толку агенции, немаше толку интернет. Ама 4-та година сигурно ти се одело многу, Вера. Ми се одело Лондон, многу. не знам. Ама моите некако не беа во, да речеме, во тој филм, во тој некако свет. Татко ми е инженер, мајка ми е сметководител и... Но плюс и кој што викаш, немало македонка, пошто отишла нема така, модна некако кариера да тера. И моаба да После Кики ќе одиш сега, компанија, да, ама они беа потоа. Така е. И... Ти беше крива? Па, знаеш како? Не, јас би заминала, затоа што знаеш како сега не можам да кажам дали ми е криво, бидејќи не сум видела. Кога би го искусила, па дали да знам дали да останам или да се вратам. Меѓутоа да, среќна сум. Нема зашто да мислиш тоа. Одлично. Има уште многу малку време кога што гледаме. Што сакаш да крај? Сакаш да кажеш вид, сакаш да запееш нешто, сакаш да, не знам, што би сакал? А ти дека јас сум играорка? Па сега или да изиграш сите ора ги играше? Сите ора. Ама ги владееше или добра? Па јас сум коловоđа. Значи топ на сите свадби. И солиста. Значи чим има орот, си игра до крај. Па имам завршено и балетско училиште, зар мислиш дека не знам? Значи ти ората и забавниот дел си number one. Да. Не, осте се ората. Друго нешто, еве, сакаш да пееш, сакаш виз да кажеш, сакаш, не знам, ајде, скриен талент, давај нешто. Скриен талент. Кажи што, брзо за затварање, што би сакала? Не му се мисли. Не му се мисли, па не знам, да запеам, ал да запееш, зашто да не запееш? Ајде, било што. Ајде, дека толку го збореме, па не знам, да, може да пробаме нешто. Било што сакаш, што најтака би ти лежело? Јас со Милена ми е, па кирка ми се вика Јована. Јованке. Јованке. Ајде го договориме таму Јованке како да ја одсвириме, ние да ти испратиме. Има специјално за тебе од нашите пријатели Ребека кој ги знаеш, ти се разбира, и има од Ординација доктор Анчевски, експертите за разубавување, тука има ваучерче за тебе, но имате и вие подарок. Запомнете добро, за овој вторник, сите што гледате, ако не сакате боцкање, а сепак сакате да изгледате многу помладо, искористете 20% попуст на Jet Pill. Знае, Вера, што е тоа. Од доктор Анчевски само во вторник има топ ефект, без игли, без боцкање, без болка. Само овој вторник, 29 ноември, јавете се и побарете 20% попуст на најмодерната Jet Pill техника во доктор Анчевски. Вера, фала ти многу.
Дека биде секој што треба, само убави вести, дај Боже да ни кажуваш на Здраво Македонио. Така. И сега ќе оставиме за крај Јовано Јованке, специјално за керката. Може така? Може. Фала ти што дојде. Фала. Овде е крајот на шоуто, сценаријата си одат на рециклирање, а и вие селектирајте го вашиот отпад пред да го фрлате. Хартија со хартија, стакло со стакло, пластика со пластика, бидете паметни, а додека гледате Светско, седи пријателе, најдобрите промоции за навивање со мезе се разбира на Кликни Ади, провери ги, нарачај и навивај. Сега, како што ветивме, додека ние си ја делиме храната, Вера и Јовано Јованке. Јовано Јованке крај Вардарот седиш, мори бело платно белиш, душо срце мое Јовано. Крај Вардарот седиш, мори бело платно белиш, душо срце мое Јовано. Најавуваме следно дружење идната недела 18:30 часот на канал 5. На гости ни доаѓа Next Time и дечките што ќе не преоставуваат на јуниорскиот Евросонг. Недела 18:30, секоја недела на канал 5 во 18:30, 1-1 сезона 14. Дечки, бенде, да си одиме.